Здраво, дечки! Како што претходно најавив, дека ќе отвориме на вакуумираното, сланина, подошно, сланина. Гледам дека во дилема сте. Како газа, како вакуум. Вакуумот еве го. Сега ќе го отвориме заеднички и ќе ви објаснам како се спрема за веќе да го поставиме за зреење. Веќе да го поставиме за зреење. За тоа не е потребно, се разбира, нормално ножици да го отвориме вакуумот и да видиме какво е месото внатре. Тоа вака изгледа сега, за кратко ќе го видите. Инаку, ова е начин, не е ист ни припремата, не е исто ни чувањето, не е исто ни спремањето, ни се друго, како што е она со газата. Еве како изгледа. Ова е стедено 7 дена во вакуум кеса. Еве колку течност има испуштено. Сами може да видите. 7 дена. Странците, италијаните и шпанците го викаат лечење на месото. Ние го викаме зреење. Добило и цврстина и се. Се тоа што седело 7 дена, ние сега треба да го препереме. Значи следете го убаво тоа. Значи убаво перење. Може да сопреме прска на сите страни. Ама ја околу тоа не се берам гајле, жена ми се тоа ќе среди. После мене. Голема помош е тоа. Нормално. Еве. Значи убаво перење. Од стариот зачин, мислам од зачинот што е ставен за вакуум. Еве го, убаво се пере. Се средува. Тоа се до тоа. Вака изгледа. Малце само да последвам. Сега взимаме бришач или крпа некоја што не ви требали. И истото го правиме како и претходно. Местото колку можеме поише да го избришеме од водата. Со тапкање. Значи го истапуваме убаво. Вртиме другата страна. Ова може да се фрли. Имаме друг бришач. Исто, тапкање. Може да ви остане бришачот за него, меѓутоа пазете, внимавајте да не ви остане при зреењето. Така убаво избришено. Сега да видам уште малци да ќе треба. Да, ќе потребиме уште една партија на бришачи. Откако ќе видиме дека е приближно веќе избришано, веќе подготвеното парче од сланина се става во зачинот. Убаво се натиска да фати од сите страни како што треба. Сега може да земеме, да потуриме, убаво да измасираме, да го поминеме од сите страни, зачинот да фати убаво. Пошто самиот зачин го штити месото.
малце се затресува, тоа што е вишекот ќе си испадне. Сега за тоа време, дека ја се заперам рацеве, ќе припремиме уште една состека, за кратко само. И тоа веќе ќе биде средено. Тука ни е потребна уште една алатка и уште еден зачин. Ја му ќе почнеме прво од зачинот ќе почнеме. Тоа е црн бибер во зрнца. Ставаме во толчник за бибер. И нормално малце. Ќе го издробиме. Со тоа што накнадно го ставаме на парчето, ради вкус, може малце вака се натисне за да не ни испадне. И сето тоа да го завршиме. Потребни се последните две алатки, тоа е едно шило и еден конок. Конокот е потребен затоа што ова парче нормално треба да виси, не да лежи. Сега ќе пробаме да го бесиме, мислам да го избушиме. Убаво прво. Со тоа што ќе оставиме конопот. Конопот ќе оставиме со двете парчиња. Ќе го подврземе, ќе го пристегнеме и парчето, тоа што испадне од биберот испадне. Парчето вака би изгледало. Ви благодарам на вниманието. Со мене секогаш ќе бидете и секогаш ќе ви кажувам искрено работите како што треба да стојат. Зрејено месо и екипата на Зрејено месо ве поздравувам многу. Чао!